За саат кулите може да зборуваме многу, затоа што ги имало повеќе од 20 на територијата на Македонија. И токму заради тоа во нашето студио го поканивме професор доктор Джемил Бектовиќ, историчар на уметност и археолог. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Боливе најдов и благодарам за поканата да поразговараме во врска со оваа тема. Темата ви ја кажавме, саат кулите во Македонија. Јас споменав дека во еден период од постоењето на цивилизација на ова тло ги имало повеќе од 20, практично секој поголемо населено место имало саат кули. Најдов на еден податок дека ако една населба добиела саат кула, тоа означувало дека таа не е веќе касаба, односно мало градче, туку е прераснува во шеќер, односно развиен град. Точно така. Саат кулите се многу значаен споменик во рамките на османската архитектура. Вие во вашите прилози многу убави податоци дадовте за бројот на саат кулите, за тоа како изгледале, која била нивната намена. Ја поише би го истакнал сега аспектот на контекстот на појавувањето на саат кулите, кој е многу битен, со преди дека претпоставам дека голем број на гледачи не го знаат поради што се појавува оваа мода на саат кули во нашиот регион во рамките на Османската империја, збориме за Балканскиот полуостров. Мораме да знаеме дека саат кули има доста во рамките, него самиот термин ни укажува на два елемента, кула и саат. Значи постојат неколку видови на кули кои се спнуваат или се изградуваат во рамките на османската архитектура, како што се например дербенџиски кули. Тие биле оние што го контролирале протокот на патишта и безбедноста на караван-сараите или караваните кои поминуле низ патиштата низ Македонија ради осигурување на трговијата која била гарантирана со султански укази. Затоа постои посебна служба кои живееле во кули, дербенџиски кули. Тоа историчарите го знаат. Потоа ние имаме и беговски кули, кули кои се градат во рамките на рекреативниот живот на високиот сталеж и слој на Османската империја. Имаме ние тука близко до домот Нарома една беговска кула која преживела од тие времиња. Потоа имаме кули мотрили или осмотрачници кои се наоѓаат во рамките на тврдините на калето, као што било Скопското кале. Имале исто така кули кои служеле за таа намена. А оваа кула служи за мерење на време. Затоа што времето е многу битен елемент во ново компонирање од контекст на исламската архитектура која е поприлично прилагодена се на еден нов начин на живење. Новиот начин на живење значи дека еден човек, доколку е верник, он треба да го почитува времето за обувување на молитви. Кај исламскиот дел, кај муслиманите, тоа е многу битен сегмент и обврска кој они мора да исполнуваат. И затоа кога преска спомнавте во контекстот на архитектонските градби кои се градат, затоа иде као некаков конгломерат, џамија, хан, амам и саат кула. Значи, доколку еден патник, намерник патува со караван-сарај од едно место до друго, он може да обави молитва, може да се смести, амам значи да се иритуемо, да се искапе и така натаму, а истовремено саат кулите му даваат информации за тоа кога е време за молитва. Така да таа една интеракција помеѓу џамијата и саат кулата е во почетокот многу врзана, потоа она добива и профан карактер, не е строго сакрален објект. Може би затоа и се менува часовникот, бидејќи кај најголем дел од саат кулите часовниците најпрво биле лунарни, а потоа се овие... Ала турка и ала франка, и вие во прилозите спомнавте лунарен. Што значи лунарен? Тоа значи дека времето на мерење е по ден и по ноќ. А знаете дека диспозицијата, односот помеѓу ден и ноќ во текот на годината е многу променлив. Така да и времето за молитви се менува. И затоа он така бил воспоставен. Затоа што знаеме дека еве сега, во пример, во пократкиве временски зони на ден, во текот на зимата, значи мора саатов да биде порано, така. Доколку идеме во летниот период, денот се пролонгира и затоа тој пофлексибилен тип лунарен е во однос на овој што е фиксен. А ала франка тој е значи европски
систем кој е воспоставен, кој го мери времето строго според математички и астрономски пресметки. Ето е разликата помеѓу Алатурк и Алафранка. Така да овој бил прилагодлив или згоден многу за луѓето кои се верници, кои го следат тој ритам на време, а овој другиот кои не се муслимани или кои се атеисти, значи го мерат времето како не денеска што го мериме. Така да во тој контекст саат кулите си имаат своја некоја намера и можда е многу важно се спомене дека не случајно се појавува во 15 век, има тука една причина зашто до 15 век немаме саат кули. Од проста причина затоа што тоа е иновација која доаѓа од Магриб и од арапскиот свет, поготово од Шпања. Шпања е негде околу крајот на 9 век до 16 век исламска територија, Андалузија, Ал-Андалус, така се нарекува. И ние знаеме дека Кордоба во 10, 11, 12 век била центарот на интелектуалниот живот во Европа и во светот, затоа што се формирале бројни универзитети, научни институции, се преведуваат грчките класици, филозофи и така натаму, а посебно астрономија и овие науки кои се врзани за овој тип. Со мерење на време, така, затоа што како информација можда би било згодно да споменеме дека во куранските списи таму постои како Господ се колне во време и во сонце, затоа што тоа е основно мерило за времето и го покажува значењето на времето, што значи време. Така да муслиманите биле многу концентрирани на тој тип на астрономија и пресметка на времето, затоа што времето за молитва мора да биде точно на време и не сме да се промаши. Така да тие кули се појавуваат и вие може да ги видите во Кордоба, во Севиља, во поголемите шпански градови, да не зборувам во Северна Африка, тоа што сам рекоа Магриб, Мароко, Тунис, Алжир, Мароко. Така да таа мода од тамо, поради тоа што инквизицијата ги протерува во 15 век муслиманите и воведува католичка власт, голем број на муслимани, скоро не голем број, него скоро сите муслимани и евреи се протерени од Шпања и они се насилуваат во Османската империја. Така да со нивното доаѓање они си носат своја култура, свој систем, голем број на уметници, голем број на архитекти, занечи доаѓаат во Османската империја и они ја продолжуваат традицијата која имале таму. Кога го најавав прилогот за саат кулата во Скопје, реков дека најдов податоци, се разбира дека таа е веројатно најстарата на Балканот. Зошто велам веројатно? Затоа што некаде се судираат со време траење, па и со тврдење на некои научници дека Сараевската саат кула е постара од Скопската. Не е точно. Сараевската е правена во 17 век, значи во време на турскиот барок. Так. И дури тоа укажува дека веќе Турција има голема интеракција со европските држави, фактички француските влијања во турската империја, во уметност и во култура и начин на живење на голема врати влегуваат. Тоа е турскиот барок, турскиот ампир, дури турскиот неокласицизам. Значи тие три правци кои се сметаат за последни фази на османската уметност и архитектура директно се под влијање на овие тенденции кои доаѓаат Европа. Така да ние овде воглавно кога зборуваме за Македонија, можеме да го истакнеме податокот дека Македонија е многу интересен случај затоа што османските форми кои се во 14, 15, 16 век, тие имаат една своја приказна за која ја и вие зборуваме пред емисијава, а тоа значи дека многу градби се постари него оние што се во Истанбул. Затоа што османлиите кога доаѓаат и го освојуваат Византиското царство, поради неможност да брзо се освои Константинополис во тоа време, кој бил неколку пати обседнуваат од исламски војски од Арапеве па натака, они го заобиколиле. Така да едно 150 години вие имате активна партиципација на османската култура и власт на Балканскиот полуостров и без да биде освоен Истанбул. Така да ние имаме случај дека скоро 90 години главниот град на Османската империја Порто Бурса е Едрине или Едера, што е многу близко до Истанбул, али Истанбул уште тогаш не бил освоен. Значи тоа биле припремни фази, ја би рекол, да се освои Истанбул, кој бил освоен 1453 година, како што знаете. А ние кога ги видиме многу објекти, они дури џамии каде што се во јужниот дел Македонија, поготово во Грција и во Албанија денешна, ќе видите дека они потекнуваат од пред освојањето на Истанбул како и претварањето на Истанбул како главен град на
Османската империја и они се врзани за тој брусански или бурсански стил на архитектура, затоа што првите три стилови се нарекуваат така: брусански, старо-цареградски и класичен. Класичниот е моментот кога Истанбул постана главен град и се формираат генерални иконични фази на османската архитектура, посебно по водство на славниот Мимар Синан, кој во тоа време бил главниот архитект на Османската империја во времето на султан Сулейман и Селим II. Така. Професоре, кога веќе спомнувате дека имаме такви објекти кои што се навистина битни не само за османската култура и османската архитектура, бидејќи се на ова подрачје се битни и за нас, колку ги користиме во промоција на државата, во промоција на туризмот, во размена на туристи со останатите земји. Бидејќи овие моменти, овие приказни се нешто што, да речеме, другите народи сакаат да го чујат. Ние имаме еден момент на непознавање на одредени делови на нашата историја, нашето културно наследство. Еве, дури кога зборуваме и за оваа кула, Саат кула во Скопје, она не е случајно, ја би направил малку исторка, да не е тоа Мурат Пашина, него тој Султан Мурат Пашина, што дава еден друг контекст, затоа што султанските џами директно се градат од центрите и ателијата кои се наоѓаат во Истанбул. Што значи не е тоа градба кој иде локално, од некој локален Беглербек или Бек, Евлија, кој во некој вилает бил главен, него просто едноставно тоа се градби кои имаат државно значење и кои ја покажуваат величината на султанот. Тоа е империја, знаете, и кои секогаш поправете ме ако грешам, мислам дека знакот на Сулейман Величествениот, бидејќи тој бил тогаш владетел кога се градела Султан Муратовата џамија, е на сводот пред влезот во џамијата. Така, хексагоните се еден од знаците. Јас дури имав порано една многу смешна ситуација кога многу пријатели кои беа тога студенти кај нас од арапскиот свет беа многу запрепастени кога гледаат хексагон Давидова звезда. Веднаш асоциацијата беше со еврејски знаци, така да тоа е уствари еден исламски многу популарен тип на орнаментација, на геометриска форма која се потребува го наоѓате во бројни џами и други исламски објекти. Така да, тоа е точно така, тоа се знаците и инскрипциите кои се работат говорат за едно културно наследство кој фактички ние не го познаваме. И самиот податок дека тука имаме една малце поголем тип на Саат кула зборува за незиното значење. Она е поврзана, значи, со тој тип на џамија кој е од империјален карактер. Значи, збориме за монументален тип на џамија. Тоа не е ни локална, значи тоа не е џамија која е направена од некој локален владател тука на овие простори, не е направена во содейство со некои претходни локални традиции. И имаме во рамките на османската архитектура и така наречена македонско-албанска школа, каде што се инхерира сета технологија, техника на градење на објекти од нашиве краишта, не е нужно се превземаат други образци од арапскиот свет или од монголскиот свет, што Турција доаѓаат како дел на монголските племиња. Така да, локалната традиција се му дава еден шмек на тој нов концепт на објекти кои сваѓаат во рамките на исламската архитектура. Ова кога го зборувате, се извинувам што ве прекинав. Ова кога го зборувате, имам чувство дека бидејќи Македонија била дел од таа румелиска област во Османското царство и била некако како, барем такви се информациите кои што ги имаме досега, како еден од позафрлените делови. Ова само покажува дека Румелија и не била така зафрлена област во која што османската држава не инвестирала. Ја би рекол напротив. Ја мислам дека главната концентрација на османската држава во било кој сегмент и во промоција на тие економски и културно-уметнички продукции е Румелија. Знаете, они се фасцинирани. Кога доаѓаат го Румелија, значи од Рум, тоа Рим. Они го ја освојуваат Римската империја и они се сметаат во едно време првите 10-15 султани како наследници на римските императори, византиските императори. И они се обидуваат во тој манир да продолжат, нормално контекстот е мало подруг, ама идејата е таа. Значи, они во Европа нема ни големи проблеми, пазите.
Ја не знам, низ историјеве наши, како учиме, некако се провејува дека тука било тешко, дека тука имало борби. Вие кога ќе видите фактички на овој Балкански полуостров, вие немате многу турбуленции додека османлиите владаат. Да, во тие 5 века. Оливер Габриети, еден италијански ориенталист, он дури зборува за Пакс Османика, за османски мир. Нема никакви турбуленции, поприлично политичката сцена е мирна, немаме војни, имаме точно војни во Унгарија, во Австрија, значи османлиите се шират, на периферија, они се шират, два пати дошле пред Беч, се обиделе Виена да ја освојат и така натаму. Ali вие имате после тоа еден период на потполна пацификација и ја би рекол една соработка, кохибитација помеѓу Европа и османскиот дел или румелескиот дел од Османската империја. И не случајно потоа имате во Саат Кулите ала Франка, како некој елемент или влијание кој доаѓа од, дури еве спомнате скоро сите механизми кои доаѓаат се фактички од Европа. Османската империја не ги правела тие механизми, посебно тука Унгарија и Германија се многу клучни држави, со предвид дека они веќе во 13 век, 14 век ги имаат тие механизми и во Европа се појавуваат исти тие типови намерења на време со механички сати. Така во тој сегмент Румелија представува многу битен сегмент, они се осеќаат тука многу удобно и комотно, затоа што главниот проблем за Османската империја и главниот ривал е Персија. Сафавидите од тоа време, Сафавидската династија која се бори со Османската династија за превлез во светот и во исламскиот свет, кои се клучни предводници на таа заедница. Така да кога ќе видите и најголемите битки се против Персија, не е многу на Балканскиот полуостров, така да. Професоре, знам дека може уште многу да зборуваме. Имате уште многу информации кои што би биле интересни и за нас и за гледачите покрај малите екрани, и затоа мене ми останува само да ви заблагодарам и да ви ветам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и да позборуваме на некоја друга тема поврзана со спомениците на култура од османскиот период кои што ги имаме овде во Македонија, а ги имаме многу. Да, благодарам уште еднашка. Ова навистина многу кратко време за една ваква тема да се поразговара, посебно ако малце се направи поширока анализа на таа инфраструктура на османската архитектура која е кај нас доминантно. И јас би рекол дека тоа што го правите како прилог, како откривање еден нов свет, иако живееме покрај, ние често пати поминуваме, а не знаеме покрај што поминуваме, ја мислам дека ова е идеална шанса, идеја и прилика за да може нашите гледачи да откријат нешто ново. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето.